Славен пири недогледен, свървой небо допира. Там се роди цар пирински, славен Яне Сандански. Страх и трепет за душмани, борба народ поведе. Река от кръсе пролея, тая Пирин планина. Душман нигде не се свърте в тая Пирин планина. Може, братя, да загинам, борба стирам проклетен. Гробота ми направите на Пирин планина, за да можам да ги гледам, Вардар Пириниге, да си видам сонце над них, мирно да си почивам, за да можам да я гледам цела Македония. Гората ми за час мълкна, Пирин в тага ми се сви. Славе песна, остров запра, борба я не загина. Гробот му го направия на Пирин планина, за да може да я гледа цела Македония. За да може да я гледа наша Македония. Dobar den na kanalot Vo Fokus со Силвана Павловска. Ова програма се емитува на YouTube каналот ширум светот, вклучувајќи ја Македонија, а и Австралија, од каде што сум јас овде. Денес е 15. август 2023 година. Продолжуваме со серијата посветена на македонската книжевност и историја. Делото на Димитар Митрев, насловено Пиринска Македонија. Денешното четиво гласи изразита левичарска ориентација на македонските маси во Бугарија. Оствареното во Версај и Неј се прифаќаше од масите на распарчена Македонија како тешка измама од страна на победничкиот дел на меѓународната реакција. Вилсоновиот принцип на самоопределување на народите си остана со ефектот на шумна, но празна фраза. Илузијата би било да се очекува од кои и да било реакционерни кругови некаков нивен натамошен придонес кон разрешувањето на македонското прашање. А од такви илузии не беа ослободени во минатото и некои честни и родолюбиви дејци на македонското ослободително движење. По толку судбоносни поуки требаше да се бараат нови и ефикасни сојузници во понатамошната борба на тоа движење. Покрај најновите настани од меѓународен карактер, кои уште еднаш докажаа дека македонското ослободително дело може само да изгуби во шахматската игра на големите реакционерни сили, судбоносен се покажа во поглед на револуционерната преориентација еден друг и епохален настан. Овој настан беше Октомвриската револуција.
Победата на таа револуција имаше разностранно меѓународно значење. Покрај светот на капиталистичкиот систем се создаваше свет на новиот социјалистички систем. На меѓународната арена настапуваше еден нов моќен фактор, што си постави за задача да се бори против махинациите на меѓународната реакција, тоест махинациите на меѓународната реакција. Идеите на Октомвриската револуција и создавањето на првата социјалистичка земја дава нов потик во борбата на колонијалните, национално неослободените и потиснати народи за уривање на империјалистичкото господство и на неговите разновидни агентури. Во првата држава на работниците и селаните, Советскиот сојуз, не беше премавната само експлоатацијата на човек од човека, туку и секако националното потисништво. Во редот на најголемите придобивки од револуцијата беше разрешувањето на националното прашање и доследното спроведување на принципот на самоопределувањето на народите. Тоа значеше еден сигурен патокас во борбата на сите национално потиснати народи. Затоа, основните маси на тие народи најдоа за потребно се посилно да ја бараат поддршката на работничките и комунистичките партии, кои се објавуваа во заштита и на социјално и на национално обесправените народи или маси. Самите тие партии по создавањето на Советскиот сојуз и формирањето на комунистичката интернационала настојуваа да се ослободат од секташките потценувања на националното прашање и да се изградат спрема него еден поправилен став. Тие партии брзо почнаа да бараат сојуз со национално револуционерните движења и да ја поддржуваат нивната борба. Како резултат на ново создадената обстановка на меѓународното работничко движење, масите во сите три дела на Македонија навлегоа во процес на се посилна гравитација кон комунистичките партии. Во нивната победа, тие го согледуваа сигурниот предуслов и за својата национална победа. И брзо завладеа психозата на едно масовно левичарство. Како и во другите два дела на Македонија, масовната левичарска ориентација во Пиринска Македонија се изрази најопипливо во резултатите на парламентарните избори, одржани непосредно по завршувањето на војната. Во изборите на пратеници во Бугарското народно собрание, што се извршија на 17. август 1919 година, беа избрани во Пиринска Македонија тројца кандидати на Комунистичката партија. Меѓу избраните беше и предводникот на пролетаријатот во Бугарија и лидерот на Комунистичката партија, Димитар Благоев. Тој беше високо ценет од македонските маси во Бугарија, не само како нивен вонредно истакнат сонародник, туку и поради неговиот смел и длабоко патриотски говор, одржан на 10. декември 1917 година во Бугарскиот парламент по повод дебатата за донесување на воениот буџет на Бугарија за 1918 година. Во овој говор Благоев ги разоткри шовинистичките и завојувачките планови на Бугарија во однос на Македонија и ја бранеше националната посебност на македонците, изразувајќи, цитирам, "Јас не сум бугарин, јас сум славјанин, родум од Загоричани и како таков, ако сакате да знаете, јас сум за Македонија, како словенска земја, да има сопствена управа." Крај на цитатот.
Поддршката што пиринските маси ја дава на бугарската комунистичка партија продолжи и по парламентарните избори. Уште позначајни успеси беа постигнатите во изборите за општински советници. По општинските избори, одржани помеѓу 1919 и 1923 година, во 39 пирински градови и села, мнозинството на општинските советници се состоеше од членови и приврзаници на комунистичката партија. Градовите Горна Џумаја, Неврокоп, Разлог и Банско, како и некои поголеми села, Белица, Крупник, Симитли, Долна и Горна Градешница и Марико Стиново, се здобија со комунистички општински раководства. Тоа беа градови и села комуни. Комунистичката партија стана најмасовната партија во Пиринска Македонија. Освен земјоделскиот сојуз, другите буржоаски или ситно буржоаски партии имаа само своји оделни приврзаници. Кога ќе се има предвид дека и програмата на земјоделскиот сојуз се објавуваше за потиснување и ограничување на експлоататорските класи, станува јасна предоминантната левичарска ориентација на македонските маси. За таа ориентација придонесуваа и немалобројните приврзаници на анархистички идеи, првенствено од редот на интелигенцијата и младината. Во низа градови и села на Пиринска Македонија се одржуваа масовни митинзи во одбрана на Советскиот сојуз и за разобличување на бескруполозната лажна пропаганда, што ја ширеше реакцијата против првата социјалистичка земја. Брзо отпочнаа и штрајкачките борби на работните маси во Пиринска Македонија. Добро организирани беа штрајковите на железничарите, телеграфопоштерите или телеграфопоштедниците и особено на тутуно работниците во 1919 година. Некои од тие штрајкови доведоа до полни резултати. Со оглед на се позасилената ориентација на македонските маси во Бугарија кон работничкото и комунистичкото движење, од пресудна важност се јавуваше позицијата на тоа движење кон најсуштествените причини и побуди на таквата ориентација. Во светлината на настаните од тоа време се утврдува дека раководството на БКП недостатно ја согледуваше основната суштина на широката поддршка што му ја даваа македонските маси во Бугарија. Согледувајќи ги како првенствени и најважни социјално-економски побуди за привлекувањето на масите, тоа раководство ги потценуваше националните побуди. Последниве пак беа од решавачко влијание за разјаснувањето на левичарската психоза кај македонските маси. Во БКП тие маси гледа еден сигурен поддржник во нивната борба за национални права и поради тоа првенствено и ја даваа својата широка поддршка на таа најреволуционерна партија. Не согледувајќи го во таков доминантен правец левичарското гравитирање на македонските маси, раководството на БКП настојуваше да го искористи за своји изразито партиски цели организирањето на тие маси во нивната нова национално-револуционерна борба. Тоа се изрази најпрвин во ставот спрема движењето на привременото председателство. До распаѓањето на привременото председателство на бившата ВМРО, кое предводеше едно широко народно движење, се дојде во прв ред поради причини на еден теснопартиен став спрема тоа движење. Преку Димо Хаджи Димов, раководството на БКП се обиде да го постави привременото представителство во состојба на директна подчинетост. Представителството требаше да се преобрази во неофицијална секција на БКП и да ги следи нејзините директиви, но тоа пак автоматски значеше обезличување на неговата национално
револуционерна и широко демократска физиономија. Мнозинскиот број на представителството се состоеше од изразити национални револуционери со длабоко демократски разбирања, па илузорно беше да се бара од нив автоматски да се преустројат и да действуваат како личности со комунистички идеи. Едно беше да се има респект спрема комунистичката партија, а друго да се прифатат незините програмски и акциони начела. За една изградена во текот на повеќе од 3 децении крупна револуционерна личност со широки демократски погледи и реалистичен политички усет, каква што беше личноста на еден Ѓорче Петров, навистина беше илузорно настојувањето да се направи од него непосреден спроводник на директивите на комунистичката партија. Тој требаше или да биде прифатен таков каков што беше, или да биде дезавуиран. И се случи она второто, поради разногласици помеѓу Димо Хаџидимов и Ѓорче Петров околу физиономијата на председателството, тоест представителството, се дојде до распаѓањето на таа во момент најмасовна македонска организација. Ѓорче Петров и другите изразити национални револуционери беа препуштени на самите себе си и беше нарушено постигнатото во почетокот среќно единство помеѓу сите оние македонски дејци што дејствуваа првенствено на македонски национално-револуционерен план. Но тоа беше тежок удар и за масите што го следеа тоа ново борбено движење. Тие се најдоа обезглавени и лишени од организацијата, што им обезбедуваше широка патриотска компактност. Раководството на БКП сметаше дека привременото председателство лесно може да се замени со една емигрантска организација која би дејствувала како секција на БКП. Така се создаде во 1920 година емигрантскиот комунистички сојуз на чело со Димо Хаџидимов. Овој сојуз требаше да ја обединува дејноста на не само на комунистите македонци, туку и она на комунистите тракијци и добруџанци. Со таквиот проширен состав на членството на ЕКС, раководството на БКП покажуваше дека го потенцира, го поценува посебниот национален карактер на македонските маси во Бугарија. Тоа ќе го повторам уште еднаш. Со таквиот проширен состав на членството на ЕКС, раководството на БКП покажуваше дека го поценува посебниот национален карактер на македонските маси во Бугарија. Комунистите, тракијци и добруџанци излегуваа во својата борба од своите посебни бугарски национални интереси, а комунистите македонци водеа борба со оглед на своите посебни македонски национални интереси. Самото тоа неразграничување на националните интереси беше крајно непопуларно за македонските маси. Главната пак дејност на ЕКС се изразуваше во издавањето и ширењето на неговиот орган весникот Ослобождение. Линијата на Ослобождение беше управена против великобугарските реакционерни кругови и против великобугарскиот неоврховизам, но тоа се вршеше повеќето во името на тесно класни позиции. Одново се лансираше исклучивото тврдење дека прашањето на национално ослободување е во директна зависност од прашањето за социјално-економското ослободување на работничката класа. Главното е во разобличувањето на буржоаската класа како таква. Затоа и на национално-револуционерните движења се гледаше, одва или не,
само од таков ограничен аспект, а некако на специфични сојузници на револуционерното работничко движење. Поради тоа и написите во весникот имаа повеќе така наречен општен, абстрактен карактер, свртени кон далечната перспектива, та неефикасни и без конкретна анкционост. Емигрантскиот комунистички сојуз беше замислен како хомогена организација наспроти хетерогеноста на привременото представителство. Известна хомогеност навистина се постигна, но тоа беше тесна. Ограничена хомогеност, па како таква не овозможуваше поширока масовна дејност. Членството на овој сојуз со право се правеше и се прашуваше за разликата помеѓу ЕКС и БКП, бидејќи таа разлика скоро и не постоеше. Доколку постоеше, таа беше само во зафаќањето на прашањата со кои живееа национално потиснатите маси, но и тие прашања имаа тесна и едностранчива постановка. И не е затоа случајно што ЕНКС ни оддалеку не ги постигна масовните размери што ги имаше движењето на привременото представителство. Ова уште во почетокот ги зазеде тие размери, додека ЕКС по едногодишно постојање имаше во сета Бугарија од 20 организации со околу 1800 членови. Бројот пак на следбениците на привременото представителство од редот на бегалците и на масите во Пиринска Македонија беше неколкукратно поголем. За одбележување и фактот дека Организационото ослободување на Општиот македонски национално-револуционерен фронт никако не беше од корист ни за самите конкретни политички цели на Комунистичката партија. Дел од емигрантските маси се најде под влијанието на изразити реакционери во раководствата на братствата. Некои пак комунисти и емигранти преминаа во друга крајност, да дејствуваат исклучиво како македонски комунисти, изолирано од БКП. Тие комунисти, не наоѓајќи во постоењето на ЕКС одглас на своите посебни македонски проблеми, презедоа иницијатива за создавање на посебна македонска комунистичка организација. Израз на таа иницијатива беше весникот Советска Македонија, во кој особено се истакнуваше публицистот Иван Серафимов Сарев од Дебарско. Во братствата, каде што членуваа бројни емигранти од разни краишта на Македонија, се посилно се чувствуваше отсутноста на македонските партии, изградени комунисти, кои би им дале ним едно подруга физиономија и би можеле најефикасно да му се спротиставуваат на неоврховистичкото раставраторство. Неефикасноста на тригодишното анемично и во однос на широките македонски кругови изолирано постоење на емигрантскиот комунистички сојуз природно доведе до неговото расформирање. Иницијатор за тоа беше самиот негов предводник Димо Хаџидимов, кој не можеше да не се пројавува и како македонски национално револуционерен деец. По расформирањето на ЕКС во август 1923 година, тој заработи во масовните македонски емигрантски организации и многу придонесе за консолидирањето на Илинденската организација врз принципите врз кои се бореше привременото представителство. И одново Димо Хаџидимов се најде во заедницата на македонските национални револуционери. Едностраничниот, чивиот и неефикасен потек на раководството на БКП со формирањето на ЕКС беше критички осветлен во статијата Кризата на БКП, чиј автор е Николај Кофарџиев, еден од најистакнатите раководители на БКП.
нашето влијание сред македонското население во бугарските граници во време на 1919-1920 година беше огромно. Во своето мнозинство тоа население беше решително за нас. Ние основавме за македонците еден меланхолично редактиран вестник Ослобождение и ги храневме со теории, додека тие незадоволни и потиснати луѓе имаа во себе нешто повеќе од револуционерни фрази. Тоа го рекол Николај Кофарджиев. Во заклучокот на таа изразито самокритична статија се констатира дека македонското прашање заслужува сериозно и специјално разгледување од раководството на БКП, бидејќи досегашниот став спрема тоа прашање најдобро ја илустрира нашата неспособност правилно да се ориентираме и успешно да дејствуваме во сложената сфера на националните движења, рекол Николај Кофарджиев. А подоцна, раководството на БКП изврши известни конструктивни промени во својот став спрема македонското национално ослободително движење, третирајќи го првенствено како движење на еден национално обесправен народ. Ете, тоа беше четивото изразите левичарска ориентација на македонските маси во Бугарија од Димитар Митрев и неговата книга, неговото дело Пиринска Македонија. Следната наша епизода на серијата, која се вика Појавата на автономистичка ВМРО, ќе можете да ја следите наскоро. Во меѓувреме, јас ви благодарам за вашето внимание. Ве поздравувам. Се надевам дека сите сте добри и дека ова со кое што ве запознаваме во оваа серија посветена на македонската книжевност и историја се подсетувате или пак научувате нешта што не сте ги слушнале до сега. Од програмата Во Фокус со Силвана Павловска, јас ви благодарам уште еднаш за вашето внимание и се гледаме после 2-3 дена. Се најубаво. Благодарам. Славен Пирин недогледен, сврво и небо допира. Там се роди цар Пирински, славен Јанезан Дански. Страх и трепет за душмани, борба народ поведе. Река од крв се пролеја, таја Пирин планина. Душман нигде не се сврте, таја Пирин планина. Може, браќа, да загинам, борба стирам проклетен, гробот да ми направите на врат Пирин планина, за да можам да ги гледам Вардар Пириниге, да си видам сонце над нив, мирно да си почивам, за да можам да ја гледам цела Македонија.
napravija na Varpirim planina, za da može da ja gleda cela Makedonija, za da može da ja gleda naša Makedonija.